Македонија очекува да добие транша од 8,5 милиони евра од Европската комисија за дел од исполнетите обврски од реформската агенда. Комисијата треба да се изјасни дали земјава ги направила потребните чекори за да добие дел од парите од планот за раст, вкупно 6 милиарди евра наменети за земјите од Западен Балкан. Ресорниот министер Орхан Муртезани на брифинг со новинарите порача дека Македонија е прва земја од регионот која ја представи реформската агенда. Над 70% од реформите се или спроведени или во тек на имплементирање. Институциите работат забрзано и со полн капацитет за да се спроведат останатите. Реформите кои досега се исполнети се од областа на дигитализацијата, животната средина, економијата, енергетиката. На брифингот беше направен преглед на досегашните резултати, презентирана тековната реализација и најавени беа следните чекори во имплементацијата на агендата, која представува стратешки документ што го трасира патот кон усогласување со европските стандарди во 5 приоритетни области: управување со јавни финансии, енергетска транзиција, подобрување на деловната клима, владење на правото и дигитална трансформација. Поред Муртезани, собранието има важна улога во однос на спроведувањето на реформите. Клучна е и координацијата со пратениците и со министрите за во иднина да има уште позасилена динамика. Министерот Муртезани информираше дека дел од реформските мерки се веќе успешно спроведени и потврдени од страна на Европската комисија, додека за останатите се продолжува со стабилен и структуриран реформски процес, согласно утврдената временска рамка. Владата вчера испрати уште еден извештај за останатите реформи, со кој ќе побара од Европската комисија 38 милиони евра од планот за раст и доколку ги имаме спроведено потребните реформи, комисијата може да ги одобри парите најдоцна за 3 месеци. Остварените резултати досега овозможија значителна европска финансиска поддршка, а според власта, реформите што се спроведуваат не се формалност, туку суштинска алатка за зајакнување на економијата, институциите, подобрување на квалитетот на јавните услуги. Планот за раст и реформите на регионот треба да му овозможат забрзана интеграција во Европската Унија, а граѓаните на Западен Балкан да ги почувствуваат придобивките уште пред полноправното членство, како што е, на пример, интеграцијата на нивните земји во заедничкиот европски пазар. Еден од конкретните резултати е и приклучувањето на Македонија, Албанија, Црнагора и Србија во единствената област за плаќање во евра СЕПА. Парите се исплаќаат во фази, 2 пати годишно, но под услов државите да ги исполнат обврските за реформи, владење на правото и добро управување со институциите. За Македонија се предвидени вкупно 750 милиони евра.